Здраво, драги лавови! И добре дојдовте во вашиот месечен хороскоп за јуни. Пред вас е месец кој носи можност да се потсетите кој сте на вистина. Во последните месеци може би имаше моменти кога се сомневавте во себе, кога не добивавте признание за трудот што го вложувавте, или кога чувствувавте дека вашите планови не се движат со брзина што ја посакувате. Но јуни носи поинаква приказна. Ова е месец кој ве повикува повторно да ја пронајдете својата сила, самодоверба и верба во сопствените способности. Животот како да ќе почне да ви покажува дека некои врати не се затвориле за да ве казнат, туку за да ве насочат кон нешто подобро. Понекогаш она што не се случило било за ваше добро. И токму во текот на овој месец ќе почнете подобро да го разбирате тоа. И главна порака за вас во јуни е не се плаши да блеснеш. Многу лавови во изминатиот период неспесно се намалувале себе си. Може би за да не повредат некого. Може би за да не привлечат премногу внимание. Може би затоа што некоја критика им ја разнишала самодовербата. Но овој месец ве потсетува дека не сте родени за да се криете. Не сте родени за да живеете според туѓи очекувања. Не сте родени за да се сомневате во својата вредност. Време е повторно да застанете исправено. Да се потсетите колку сте силни и да престанете да барате дозвола од другите за да бидете тоа што сте. А на љубовен план, јуни носи многу емоции, но и важни сознанија. Ако сте во врска, ќе почувствувате потреба за повеќе искреност и јасност. Можно е некои работи кои долго време биле премолчувани, конечно да излезат на површина. И не се плашете од тие разговори. Понекогаш вистината е токму она што му е потребно на еден однос за да стане посилен. Вашиот партнер ќе има потреба да почувствува дека на вистина го слушате. Обидете се да не ги решавате сите проблеми веднаш. Понекогаш доволно е само да бидете присутни. А слободните лавови ќе бидат особено забележливи во текот на овој месец. Ќе привлекувате внимание без многу труд. Но интересно е што личноста која може најмногу да ве заинтересира, може би нема да биде онаква како што обично избирате. Некој ќе ве привлече со својата искреност, интелигенција или смиреност. Не дозволувајте првиот впечаток да биде единствениот критериум. Понекогаш неубавите приказни почнуваат таму каде што најмалку очекуваме. А во делот на работата и финансиите, ова е област каде што многу лавови ќе почувствуваат напредок. Можно е да добиете признание за нешто што долго сте го граделе. Некои од вас ќе добијат нова можност. Други ќе почнат да гледаат резултати од некој труд што претходно изгледал незабележан. А најважно е да не се откажувате затоа што успехот не дошол веднаш. Во текот на јуни може да добиете знак дека сте на вистинскиот пат. За некои лавови ова ќе биде нова работа, за други некој нов проект. За трети некоја деловна соработка. Финансиски месецот носи подобрување, но и потсетување да бидете мудри со парите. Ќе постои искушение да потрошите повеќе од колку што е потребно. Прашете се дали нешто на вистина ви треба или само моментално ве привлекува. Малку дисциплина сега може да ви донесе поголема сигурност подоцна. А една од најголемите победи за вас овој месец нема да биде надворешна. Ќе биде внатрешна. Ќе почнете да се ослободувате од потребата сите да ве одобруваат. И тоа ќе биде неверојатно ослободувачко. Не секој ќе ве разбере. И не секој ќе се согласи со вас. Не секој ќе ве поддржи, но тоа не значи дека треба да престанете да одите по својот пат. И многу лавови ќе почувствуваат нов бран на самодоверба. Ќе се сетите на своите способности, ќе се сетите на својата вредност. Ќе се сетите
дека сте надминале многу потешки работи од оние што моментално ве загрижуваат. И токму тоа сознание ќе ви даде сила да продолжите напред. И вашите најголеми можности во јуни доаѓаат преку некои лидерски позиции, јавни настапи, креативни проекти, соработка со можеби некои влијателни луѓе, личен бренд, нови професионални контакти. И ако долго време сте размислувале да започнете нешто свое, да се представите пред поголема публика или да покажете што знаете, овој месец може да ви донесе одлична шанса. И не се повлекувајте кога ќе дојде момент. Излезете гордо напред. А на што треба да внимавате или најголемиот предизвик може да ви биде гордоста. Понекогаш кога сте повредени, се однесувате како да не ви е грижа. Но длабоко во себе чувствувате многу повеќе отколку што покажувате. Овој месец ќе биде важно да бидете искрени со себе. А исто така избегнувајте непотребни конфликти. Не секоја битка вреди да се води. Понекогаш најголемата победа е да зачувате мир и да продолжите напред. И една мокна порака за лавовите во јуни. Драги лавови, престанете да се сомневате во светлината што ја носите во себе. Не дозволувајте неколку разочарувања да ве убедат дека не сте доволно добри. Не дозволувајте тугите ограничувања да станат ваши ограничувања. Вие сте личност која има способност да инспирира, да мотивира, да води и да состава. И светот има потреба од таа енергија. Овој месец ве потсетува дека не мора да бидете совршени за да бидете успешни. Не мора да знаете се за да започнете. Не мора да чекате некој подобар момент. Моментот е сега. Верувајте си, продолжете напред. И не заборавајте колку далеку сте стигнале. Најубавото поглавје од вашата приказна може би допрва почнува. Драги лавови, ви посакувам мокен, успешен и инспиративен јуни. Ако ви се допадна ова видео, напишете во коментар подготвен или подготвена сум да блеснам. И тоа е така. Доколку исто така сакате, претплатете се на каналот за повеќе видеа. Ви благодарам.